Глобсек како настан не е поврзан со Европската унија, иако учествуваат европски земји. Она што ми посебно привлече внимание беше односот на Македонија кон еден таков настан. Покрај пратените покани до Министерството за надворешни работи и можноста можеби да се појави таму и Мицкоски, тој знаејќи дека веројатно таков еден настан при дебатите ќе биде прашан директно за некои политики и состојби, најде за сходно да не дојде туку, едноставно имал поважни работи. Дури ни министерот за надворешни работи не дојде. Мене ми е жал што нашиот министер за надворешни работи е статист во улога на статива во театарската представа. Е важно за европската безбедност, стабилност, дали можеби се разговараше за проширувањето на Европската унија во овој дел од Балканот. Добро вечер, благодарам на поканата. Секогаш со задоволство гостувам во Инфомакс. Малку имавме една подолга пауза, нешто што вие бевте на одмор, нешто што јас оставав простор во оној дел што реков ќе почекаме 100 дена да минат, еве денеска е 96-ти ден од владата на Мицкоски, така што можеме веќе по се ова што ни се случи од вчера нааму, веќе мислам дека е дегутантно да ги чекаме следниве 4 дена за да нешто спектакуларно се случи и успешно со кое владата на Мицкоски ќе може да се пофали. Но веројатно ќе дојдеме до тие теми да ги зборуваме и сега да се вратам на тоа што вие го прашавте, Милош, како точка на случување, а тоа е Глобсек. Многу интересно, Глобсек ова година за прв пат беше во Прага. Вообичајно Глобсек се одржува изминативе 15 на години скоро, се одржуваше во Братислава, но со промена на власта во Братислава и анти-НАТО и анти-европското расположение на тамошната влада, веројатно, е откажана соработката на владата со Глобсек и со организаторите на Глобсек, така што Глобсек е преместен во Прага. Прага се согласи тоа да го организира. И Глобсек е... Само заради Фицо, предпоставувам? Да, токму заради тоа, заради одбивање на владата на Фицо да прифати организација на Глобсек, што е многу чудно. Јас се сеќавам на Глобсек, на настани на Глобсек на кој Фицо има зборувано, но очигледно има променето политичката нарација, така што и определба, така што ни се случуваат, им се случи сега таква работа да мораме да патуваме сите во Прага на Глобсек. Прага убав град. Има што да се види. Има што да се види, но интензивните... Профа Оливер Антонов како почна да го одговара прашањево исто као Мицкоски. Мицкоски кога го праша како поминавте во Брисел, се мислеше што конкретно направил во Брисел. Брисел убав град. И вика па да, убав град е Брисел, имавме еден ручек со овој, па ручек со оној, па доручек. Како рече обилен? Не. Содржаен ручек. Содржаен ручек, што значи имало од се по малце, значи малку ајвар, малку пинџур, малку руска, малку све, малку компир салата, содржани и едно 2 минути, он збореше за тоа како Брисел убав, колку ручеци... Јас се извинувам, Александар. Ама ова е во Маровското. Да. Да, добро, може би го мора мала дигресија да направиме, мала шала да направиме. Нема проблем. Прифаќам. Кога реков, нели, Прага убав град, убава и Братислава, да не се чувствуваат словаците, нели, навредени. Ете, затоа не се даваат одговори, кои што се вика содржаен ручек со Фицо така и ручек со некој друг, што значи дека Фицо дал поиша на ручекот. Да. Глобсек како настан не е поврзан со Европската унија, иако учествуваат европски земји, е поврзан со безбедносните предизвици. Темата на Глобсек оваа година беше време на бура. Тоа кажува се. Значи, само микрофонот го може малку поблиску. Да не бидеме во заблуда дека нашите партнери од НАТО и од Европската унија не знаат да направат анализа и не направиле проценка што не чека во иднина. Она што ми посебно привлече внимание, прво беше односот кон Македонија. Односно, ајде тоа да го поставам на еден друг начин, односот на Македонија кон еден таков настан. Значи, покрај пратените покани до Министерството за надворешни работи и можноста можеби да се појави таму и Мицкоски, тој знаејќи дека веројатно на таков еден настан при дебатите ќе биде прашан директно за некои политики и состојби,
најде за сходно да не дојде од Загреб во Прага да ја застапува македонската НАТО и европска одбранбена политика, туку едноставно имал поважни работи човекот. Дури ни министерот за надворешни работи не дојде и мене ми е жал што нашиот министер за надворешни работи е статист во улога на статива во театарската представа на Мицкоски, така што таму се појави заменик министерот за надворешни работи Зоран Димитровски Жоро. И впечатокот кој се доби од неговата дебата со која раководеа луѓе односно ја водеа дебатата луѓе од Словачка беа луѓето кои водеа дебатата, се доби еден впечаток дека тој интензивно ги застапуваше стандардните политики на владата, во кој вели имаше она жалење, мјаукање, само сожалување. Не, имаше еден друг интересен момент. Всушност, знаете како? Тоа ќе го кажам што кажа за да може да објаснам да на гледачите им биде појасно. Значи на прашањето како ќе се развива македонската политика, нашето членство во ЕУ, што понатаму, нели? Тој кажа таму дека Македонија со кредитите од Унгарија и Кина ќе развивала домашната економија и ќе се развивала, што предизвика шок таму по однос на тоа, бидејќи сите вака го директно толкува. Спомена кинески кредити? Да. Добро. Бидејќи тие таквиот коментар таму предизвика проблем во разбирањето на политиката, потоа дури кон мене имаше прашање од луѓето од Словачкото министерство за надворешни работи кои беа присутни, вие да не го сменивте политичкиот пат. И видите што е тука интересно, Милош. Кога така заменик министер на влада зборува, тој всушност ги кажува политиките на владата и сето тоа потоа се во некој мозаик склопува за сликата која треба да се има за оваа влада. Значи, во кој правец оваа влада ја води државата како земја членка на НАТО и аспирант за членство во ЕУ. Коментарите дали беа задоволни или не беа задоволни, мислам дека не беа баш задоволни, иако можеби слушателите не беа задоволни од дебатата, иако можеби самиот заменик министр си бил задоволен, бидејќи ги пренел ставовите на владата. Неофицијално таму и официјално уште присуствуваше, поканет беше на Глобсек за да дискутира, мислам, на панел дискусија, беше поранешниот председател Пендаровски, кој токму ова што вие предмалку го кажавте, се жалеше на тоа дека Европа не заборавила, овака било, онака било. Всушност така му падна топчето што се вели. Паричката му падна така да на една дебата на која беше Кетлин Аштон, не знам дали се сеќавате на една дама од Европска унија. Не ја памтиме, мислам дека подобро тука, ама па не е дали подобро, вака физиономски Кетлин Аштон дали ја памтите физиономски, беше Колинда Грабар-Китаровиќ и беше Мило Ѓукановиќ и Пендаровски беа на тој панел, така што таму Мило имаше посодржајна и поконструктивна дискусија отколку Пендаровски што имаше. Па добро, предпоставувам на СДСМ и на Пендаровски се уште не може да го преболат поразот кој што го има на изборите и можеби таа фрустрација од поразот кој што го има ја пренесуваат на Европската унија која што сепак на нив им ветуваше дека промената на името не беше пренесена никаква фрустрација од пораз. Дури мислам таков впечаток јас добив, бидејќи јас се видов таму со Пендаровски се видов и со Жоро се видов, знаете, и добив еден впечаток дека Пендаровски е среќен што не е председател. Како да симнал товар од грбот, како да се откачил од белја. Буквално такво чувство кај него добив од тоа што се видов со него и од тоа што тој го зборуваше таму. Тој повеќе, знаете, тој ментален склоп на она, па вие ништо за нас не направивте, па кој треба за нас да направи нешто? Не, јасно. Знаете? Да. Што требаше да не фатат за рачи и да не однесат у Брисел, сега од сега ќе бидете во Европска унија, вие, така. Мислам, многу е бедно тоа. Како мало дете кој нон-стоп го галиш и го тераш нешто, а тоа да просто ви се погани у скут. Постојано.
Така испаѓа. Тие кои не бевме таму кои не учествувавме официјално на дискусиите, значи кои не бевме на бината што се вели, таму беше поранешниот министер за одбрана Јолевски, беше Ковачки од парламентот и јас. Толку беше од Македонија со 5 луѓе се затвори таа работа. Тоа што беше посебно, ето така да кажем, интересно таму беше расправата за изборите во САД, кај што воглавном дискутантите кои беа од повеќе европски земји, но и од Америка имаше луѓе од некои think tank групации кои зборува проактивно во корист на Камала Харис. Тоа што ми привлече внимание од политички наратив беше дебатата на Вучич со Милатовиќ и со Иван Крстев од Бугарија. Вучич многу го понижи Милатовиќ на таа дебата. Да, ќе дојдем, ќе го кажам тоа. Иван Крстев бил некогаш наблюдувач на Европската унија задолжен за Србија. Воопшто Вучич во таа дебата не го понижи исклучиво само Милатовиќ, тој ја понижи водителката која беше на дебатата, модераторката, го понижи Иван Крстев во однесувањето, доста арогантно се однесуваше, што предизвика дури негодување од страна на публиката која беше таму, а во публиката беше и хрватскиот министер за одбрана, така што потоа буквално никој со Вучич не разговараше, човекот си замина. Не застана со никого да разговара, што покажува некои други тенденции, и тоа е поприлично жално вака потоа да излезеш на медиумите српски или твоите од екипата ќе те снимаат колку ти си бил арогантен на еден меѓународен настан и со тоа што си покажал за домашна употреба, дека еве ти што све им кажуваш на нив очи, па не е политиката и меѓународните односи тоа да се скараш со сите, него да соработуваш со сите. Само да поздравам нов гледач, Александар Георгиев вели поздрав за прв пат од Неготино. Поздрав, да ги спомнам и гледачите кои што не следат на Facebook. И таму ги има многу, има еден коментар кој што да го прочитам, бидејќи тоа го имаме и пишувано. Имаме таа тема отворено и имаме нови текстови. Вели треба да го викнете Цветан Трипуновски, тој е министерот за земјоделие, да каже што прави со вработените по 5 години. Се мисли на луѓе кои што 5 години биле оставани без решение, како прекинува огласи незаконски, значи го имаме напишано текстот, он 6 месеци огласот е цел завршен, не ги вработува луѓето и вели врши тортура сами да се откажат, со што ги шета по градови. Кај што стаса? Да, например има вработени во Министерството за земјоделие, кој што Цветан Трипуновски например од Охрид ги праќа во Берово, од Куманово ги праќа во Гевгелија, од Валандово ги праќа во Тетово. Значи, такви работи прави, класичен мобинг и живување прави. Противзаконски е, така е. Во законот за работни односи колку може да те прати далеко. Цветан Трипуновски, министерот за земјоделие, и неговиот советник од Свети Николе Игор Миќев звани Панкер. И како рече? Игор Миќев звани Панкер од Немањци. Да, во кумска врска е со Мицкоски. Тој му е советник на Цветан Трипуновски и тој ги смислува тие, така барем зборуваат во министерството, дека по негов налог се води министерството. Министерот е таму само да слуша и да спроведува. И имаме уште еден текст таков и тој текст ќе го објавиме, да знае еве гледачот кој што ова ни го напишал на Facebook во чат.